Во духот на новогодишните празници, ФК Биџо од Куманово уште еднаш покажа дека фудбалот не е само игра, туку начин на живот, исполнет со другарство, почит и заедништво. Во пријатна и топла атмосфера, клубот организираше предновогодишна журка во ланч бар Бруклин, каде што на едно место се собраа дечињата од сите генерации заедно со нивните тренери. Ресторанот беше исполнет со детска смеја, искрени насмевки и празнична енергија. Малите надежни фудбалери имаа можност да се дружат надвор од фудбалскиот терен, да разменуваат искуства, да се запознаат подобро и да уживаат во заедничките моменти кои ги градат вистинските пријателства. Тука со мене е еден од сопствениците на фудбалскиот клуб Биџо, Владимир Додевски, кој што ќе ни каже малку повеќе за клубот и визијата за во иднина. Владимир, ви благодарам многу што ќе даете кратко интервју за редакција Плоштад. Па еве, и веднаш ќе ве прашам, кога е основан клубот, од каде идејата? Клубот е основан 2008 година од страна на мојот татко, а првична идеја е да се продолжи нашата семејна традиција, и клубот е всушност семеен, бидејќи името на клубот Биџо е всушност нашиот семеен прекар. Првично сме формирани како клуб за мал фудбал, односно футсал, имаме такмичено во прва лига цели 9 години. И кога видовме дека всушност немаше напредок во футсал за младите дечиња, бидејќи и ден денес не постои младинска лига во футсал, се одлучивме се преминуваме во ФК да се направиме во голем фудбал. Од 2017 сме преминувани во ФК и еве и ден денес се такмичиме во детска лига при подкапата на ФФМ. Така. Кажете ми еве, фудбалскиот клуб Биџо, што сака на дечињата да им остави, освен или фудбалски вештини, со што сакате уште нели децата да понесат со себе? Нашата цел е дечињата всушност да го засакаат овој спорт, да се влюбат едноставно во фудбалот, а потоа кога тие го засакаат и ќе имаат доволно волја за фудбалот, ќе почнат да учат и секако сакаме да им пренесеме целото знаење од нас кон нив. Точно така, потполно сте во право да понесат нели вештини, но се разбира и љубов кон спортот. Исто така сакаме да всушност да стекнат здрави навики, бидејќи спортот е здрава навика, дисциплина и на крај нормално фудбалско знаење. Се разбира, сето тоа го носи спортот. И вака за крај кажете ми кои се целите за во иднина, што вас нели ве мотивира како клуб да продолжите понатаму? Целите секако ни се да бидеме број 1 во градот. Лично моја мотивација да продолжам со овој клуб е желбата на мојот татко, негова желба и негова визија, клубот да остане број 1 во градот и да бидеме најдобри. Така и јас од сите срце ви го посакувам тоа и благодарам многу за интервјуто. Ви благодарам многу. Фудбалскиот клуб Биџо години наназад е повеќе од фудбалски клуб. Тој функционира како едно големо семејство. Тренерите не се само луѓе кои ги учат децата како да ја шутираат топката, туку и нивни ментори, кои ги насочуваат кон правилни животни вредности. Преку спортот, децата се учат на дисциплина, почит, тимска работа, ферплей и меѓусебна подршка. Ваквите настани се доказ дека во фудбалскиот клуб Биџо се води грижа за целосниот развој на младите фудбалери, не само како спортисти, туку и како личности. Децата учат како да победуваат со скромност, но и како достоинствено да се носат со поразите, секогаш со подадена рака кон соиграчот. Тренерите нагласија дека нивната мисија не е само спортскиот успех, туку и воспитувањето на здрави, дисциплинирани и среќни деца, кои ќе ги носат вистинските вредности кади да продолжат понатаму. Тука со мене денеска на предновогодишната дружба со ФК Биџо го имаме и тренерот Перица Митревски. Перица, благодарам многу што еве ќе дадете едно кратко интервју за редакцијата Плоштад. Еве на почетокот би сакала да ве прашам што е важно за еден тренинг? Како се одвива еден регуларен тренинг во фудбалскиот клуб Биџо? Важна ли е возраста, познавањето на фудбалот, некое ниво? Кажете ни нешто подетално. Здраво, фала ви на вас ко редакција што дојдовте да не испочтувате на важен ден за нешто што организираме секоја година и по прв пат ќе имаме и ваков као мини филм за тоа. Тренингот зависи од генерацијата на децата. Главните фази се загревање, главен дел, кај што е главната вежба или главните вежби, и на крај завршуваме со завршна фаза кај што се истегнување и слично. Сега, у зависност од возраста на децата, можеме кога се помалите опрашање,
таму повеќе време се посветува тие да бидат задоволни, да се забавуваат, за да ги привлечеш, бидејќи да не им стане товар уште како мали, дека он на тренинг ќе му е тешко, ќе доаѓа, додека поголемите веќе работиме и технички дел. Океј, тоа се работи кај најмалите, али и тактички дел, и моторички се работи многу. Ами интересира вие вака како тренер, колку ви е важна соработката со децата, таа доверба и релација, нели, тренер па дете? Да. Таа е најважно. Независно дали си тренер на сениори или на деца, ако ја нема таа здрава врска меѓу тренерот и играчот, не верувам дека може да функционира еден клуб. Сега кога се деца во прашање, тука си родителите и тука се создава тој триаголник дете, родител, тренер, кој што ќе мора да функционира што е можно подобро за доброто на детето, за тоа да напредува. Точно, баш и тоа и сакав следно да ве прашам, која е, нели, поддршката и соработката со родителите и колку е важно, бидејќи сигурно, нели, во овој низ години со кој што работите со деца сте се сретнале со секакви ситуации, па баш ме интересира ваше мислење. Во нашиот клуб, јас сум веќе 2,5 години тука и перфектна релација имаме со сите родители, одлично функционираме, лесно се договараме, имаме огромна поддршка, одврзани раце, што е многу важно за тренерот, никаков притисок од родители, од газдата на клубот, така да и да си играч и да си тренер во овој клуб е многу убаво, можам да кажам. Одлично се чувствуваш и на тренинзи, на надпревари и вака комуникацијата тече топ. Па еве, кажете ми, освен фудбалски вештини, што друго им пренесувате на децата? Пред се благодарам на вас што не испоштувате да дојдете на ваква манифестација и децата се радуваат и многу ми е драго. Па пред се уште работи за немалите генерации, бидејќи сум тренер на генерација 2016, иначе тренер од 2015 во Биџо. Со генерацијата 2016 работиме пред се не само на фудбалските вештини, туку и на самите социализација на нив, колку е битно само и другарството и надпреварувањето. Не само фудбалските вештини што се надам дека другите вредности ги пренесат понатаму во животот. Така, потполно сте во право, сепак нели пријателство и тимска работа треба да има се. А кажете ми, еви најважното прашање што сите ги интересира, како реагирате по порази? Па не секогаш, барем јас сум доста благ, резултатот секогаш не е во втор план. Така да по поразот се гледаме после секој пораз да извлечат некоја поука, каде се грешките и пред се да се врати желбата за следниот надпред сите грешки да ги поправат. Така се разбира, треба нели и да се потикне мотивацијата да се продолжи понатаму после нели поразот. Покрај тренингот во фудбалот кај деца многу е важен и тренингот нели кој што е посветен за надпревари и утакмици и таа фер плей игра. Токму поради тоа тука со мене и тренерот Иван Јакимовски. Ви благодарам многу што ќе дадете кратко интервју за редакција Плоштад. Па еве ме интересира, како вие ги подготвувате децата за една фер плей игра? Па фер плей е нешто што го гаиме од мали нозе. Им забрануваме, така да кажеме, на децата да реагираат било што на судиите и особено на противничките играчи и нормално фудбалот е контактен спорт и се случуваат ситуации на малку по груба игра, меѓутоа секогаш инсистираме сето тоа да заврши со испружена рака и со поздрав меѓу играчите. Така, навистина тоа одлично децата да се научат на една фер плей игра. А кажете ми вие како тренер, што би им порачале на родителите? Па ние со родителите имаме одличен однос, меѓутоа секогаш инсистираме на тоа на оваа возраст на која што се моментално нашите играчи пред се да дадат поддршка, да не прават притисок врз нив и особено да не прават притисок врз судиите на надпреварите, а исто така и врз нас како тренери за минутажа на играчите и за резултат, бидејќи на оваа возраст најбитно е пред се да се развиваат моторичките способности меѓу играчите, односно на играчите и да гаиме пријателство меѓу нив и правилно да се развиваат децата. Така, ви благодарам многу Иван за оваа кратко интервју, а ние продолжуваме понатаму да видиме што ќе кажат и дечињата. Како се викате? Велко.
Ѓорди. Колку години имате? 12. 7. Супер. Кажете ми ви што играте? Напад, одбрану, што играте? Шпиц. Напад. Супер. Интересно ли е да се тренира фудбал? Да, много. Много интересно. Браво. А кој ви е на вас омилен фудбалер? За кој клуб ви исто навивате? Ја навивам за Партизана. И омилен момент ми е Вукотич. Милан. Мене Барселона и Звезда. А ви спротивни ептен клубови. Супер. Колко време тренирате фудбал? 6 година. 7 години. Па браво, па ви сте одлични фудбалери, браво. Борис. Кост. Колко години имате? 12. Колко време ви тренирате фудбал? 7,5 години. 7 години. Браво, супер. И кажете ми, кој ви е на вас омилен фудбалер? Дибала. Па... Не знам. Не може да се одлучиш од толку много, а? Не може. Кажи неве кој ти е омилен фудбалски клуб? Партизан. Звезда. Звезда и Партизан. Па вика спротивно, а? И убаво ли вие кажете ми да тренирате, да се дружите? Да. А како е кога ќе доживите некој порас на надпревар? Па, лошо. Лошо, puno лошо. Ама тој сигурно како мотивира ли ве да играте после повише да се спремате? Да. Па да, можда, да. После што играте повише, спремате? Па да. Фала ви пуно. Леонид. Борјан. Илија. Колко време тренирате фудбал? 4 години. 2 година. 4. Браво. Кажете ми, што највише ви сакате у фудбал? Зашто тренирате фудбал? Свиѓа ли ви се кога се дружите, кога играте фудбал, а? Јас се запишака е забавно. Забавно, па тачно, па треба да е забавно. А кој ви е омилен фудбалер или клуб сигурно мора да има некој? Рамос. Серджио Рамос. Белингхем и Реал Мадрид. Ја јоште не сум одлучија ка има пуно. За кој клуб навиваш? За ФК Биџи. Како е треба, браво. А кажете ми, како кога изгубите на утакмицу, разочарате се многу или? Много е тешко ни дојде на душа. Или можда и тепamo некој, али тој тешко се деси. Ама па мора и да се победи и да се изгуби, нели е тако? Колку сте вие задоволни од тренерот? Много, предобар тренер. Много! Ако јас не сум присутен тука, што би одговориле? Одговара ни никој. Никој не ни одговара, само тренер ни одговара. И супер е и тренер и тренинзи све. Да. Браво, дечки, браво. Кој ти е омилен фудбалер? Роналдо. А, Роналдо. А за кој клуб навивате? За Биџи. За Биџо, па браво. За Биџи исто. Па исто за Биџо. А колко време играте фудбал? 3 години. 1 година. 5. Ви колко време играте? Јас у Биџо ли? Колко тренирате? Новогодишната дружба помина во весела и опуштена атмосфера, исполнета со разговори, смеа и моменти кои ќе останат во трајно сеќавање.
Младите фудбалери со детска искреност раскажаа и колку им значи дружењето, пријателството и чувството дека се дел од едно големо семејство. Нивните насмевки и зборови беа најдобар доказ дека фудбалскиот клуб Биџо е место каде што љубовта кон фудбалот оди рака под рака со човечките вредности. Со насмевки на лицата и празничен дух во срцата, дечињата од ФК Биџо ја испратија старата година обкружени со своите другари и тренери. Оваа предновогодишна дружба уште еднаш покажа дека најубавите победи не се секогаш оние на теренот, туку оние што се случуваат надвор од него, победите на пријателството, потчита и човечноста. ФК Биџо продолжува да биде место каде што се создаваат не само фудбалери, туку и добри луѓе, подготвени да чекорат сигурно низ животот. Клубот останува силна поддршка за децата и нивните семејства, градејќи средина во која секое дете има своја вредност и своја улога. Со вакви активности, ФК Биџо испраќа силна порака дека спортот е моќна алатка за воспитување и градење здрави генерации. Во пресрет на новата година, од Куманово доаѓа една убава слика. Слика на детска радост, искрено другарство и клуб кој со срце вложува во иднината на своите деца. Приказна за семејството, за заедништвото и за фудбал кој се игра со срце.